Денес во земјава се одржува вториот круг од председателските избори. Се избира петтиот председател на државата, а гласањето го спроведуваат 80 општински изборни комисии на 3480 избирачки места. Право на глас имаат 1.808.131 граѓанин. Затоа што во првиот круг никој од кандидатите не освои потребно мнозинство од вкупниот број избирачи, односно 904.066 гласа, се одржува втор круг. Во него победник е оној што добил мнозинство од гласовите, доколку на гласачките места излегле повеќе од 40% од запишаните избирачи, односно 723.253 гласачи. Ако и во вториот круг ниту еден од кандидатите не го добил потребниот број гласови, се повторува целата изборна постапка според изборниот законник. Ако нема цензус од 40%, тогаш според уставот функцијата председател на државата ќе ја врши председателот на собранието. Во првиот круг на шестите председателски избори гласа 755.720 граѓани, запишани во избирачкиот список, односно 41,79%, што е најмал одзив на председателските избори од осамостојувањето на државата во 1991 година. Денешните избори ги следат 3381 домашни и 520 странски наблюдувачи, како и 289 преведувачи и 60 странски новинари акредитирани од ДИК. Истовремено со председателските избори се одржува и вториот круг од предвремени локални избори за градоначалници на Охрид и на Ново село. Во мирна и демократска атмосфера се одвива гласањето во Полошкиот регион. Отворени се сите избирачки места во 7 часот. Од Тетовската општинска изборна комисија велат дека се задоволни од изборниот ден. Сите 117 избирачки места кои се под надлежност на Општинската изборна комисија Тетово се отворени точно во 7 часот и до овој момент не е пријавено пречки во процесот. Во општина Тетово право на глас имат право вкупно 83.367 гласачи. Може да направите споредба со првиот круг од председателските избори до 10 часот. Да, значи помала е излезноста за разлика од првиот круг. Од избирачките одбори велат дека гласањето започнало на време. Во избирачко место 1976 гласањето започна во 7:00 без никакви проблеми. Очекувате излезност сега, мал број, затоа што и надвор е времето врнежливо, и рано. Секако дека врнежливото време малце ни задава проблеми во однос на гласањето, меѓутоа очекуваме поголем број на гласачи да дојдат, секако. Андријана Рафаеловска-Петковски, заменик председател на изборна единица 1968/1. Го отворивме точно на време во 7 часот, гласањето тече непречено, немаме никакви проблеми сега за сега. Излезноста веројатно поради временските услови е мала, меѓутоа се надеваме дека во текот на денот ќе биде подобро. Граѓаните очекуваат мирен изборен ден, а новиот председател да овозможи подобри услови за живот. Па да ви кажем, прво да им пожелим на двајцата успех, нека гласа по своја желба луѓето и се надевам дека ќе бидат фер, демократски и европски избори. Традиционално вака во утринските часови гласа? Да, секогаш. Меѓу првите, ми се чини должност ми е меѓу првите, па после сите работи да ги обавуваме како треба. Секогаш меѓу првите, а изгледа и денеска сум прв. Со среќа, нека им е кој е подобар, нека победи. Каков изборен ден очекувате? Па мислам дека цензусот ќе се исполни. И мирен, ќе биде мирно. Мислам дека добро ќе пројде. Помалу да скрата, да зема ред на животот и да се живее како што треба. Памет на политичари, малу да им дојде. Ништо повеќе. Со седење нема ништо. Труд, работа, плод. Очекуваме било кој од нив да победи, да биде државник, да ја води државата, да ги представува граѓаните и внатре и во странските држави, да отвори нови работни
место да не ни бегат младите и така да може да иде државата напред. Па добар, мислим да позитивно. Што очекувате од новиот председател? Па подобри услови за живот, за млади, за пензионери, за сите. Најмала излезност до 10 часот во Полошко има регистрирано во општина Желино, околу 1,20%, а во Брвеница има најголема излезност и своето право на глас во оваа рурална општина го оствариле 3,31% од вкупниот број запишани избирачи. И до 13 часот, општина Желино со најмала излезност од 4,22%. А најголема имало во општина Егуновце од 13,48%. Најголема излезност до 15 часот од општините во Тетовскиот регион имаше во Егуновце со 21,95%, односно на денешниот втор круг од председателските избори гласале 2233 граѓани. Во општина Брвеница излезноста изнесува 20,53% или 3135 гласачи. Во општина Тетово до 15 часот гласале 17,68% од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список или 14.736 лица. Во општина Теарце во истиот период излезноста изнесува 14,54%, односно 3216 граѓани излегле на гласање. Во општина Боговиње излезноста изнесува 10,49% или 2884 граѓани го оствариле своето право на глас до 15 часот. Најмала излезност и до 15 часот има во општина Желино од 9,03%, односно гласале 2124 граѓани. Излезноста е помала речиси во сите општини во Тетовскиот регион во однос на излезноста на првиот круг од председателските избори во истите временски термини. Изборниот процес во вториот круг од председателските избори 2019 на подрачјето на општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше се одвива непречено во фери и демократска атмосфера. Министерството за внатрешни работи нема регистрирано нарушување на јавниот ред и мир. Општинските изборни комисии информираа дека сите избирачки места утрово биле отворени навреме во 7 часот. Според последните податоци на Државната изборна комисија за излезноста до 15 часот, во општина Гостивар своето право на глас го искористиле 11.617 граѓани, што е околу 15% од вкупното гласачко тело. Во избирачкиот список на општина Гостивар запишани се 79.493 граѓани со право на глас, а има 121 избирачко место. Право на глас за председателските избори на подрачјето на општина Врапчиште имаат вкупно 25.599 гласачи, кои се распоредени во 39 избирачки места. Оваа општина е меѓу оние со најниска излезност на изборите, и тоа во 10 часот гласале 297 граѓани или 1,1%. Во 13 часот имаше излезност од 6%, додека во 15 часот гласале околу 12%. На избирачкиот список во општина Маврово и Ростуше има 9886 граѓани, а гласањето се одвива на 39 избирачки места. До 10 часот во оваа општина гласале 2,6% од избирачите. Излезноста до 13 часот изнесува 9,1%, а до 15 часот 18%. Гласачките места остануваат отворени до 19 часот. По затворање може да гласаат само лицата кои во тој момент се затекнале во објектот каде што се гласа. Откако завршува гласањето, избирачките одбори ги пребројуваат гласовите и записниците заедно со избирачкиот материјал ги доставуваат во општинските изборни комисии. Изборите ги следат 3381 домашен наблюдувач и околу 520 странски наблюдувачи.
Првичните резултати се очекуваат пред полноќ. Верувам дека денеска ќе имаме успешни избори. Очекувам граѓаните масовно да излегуваат и да гласат за еден важен процес како што се председателски избори, но и многу поважна работа, што значи дека ние денеска на крај ставаме печат на нашиот пат кон НАТО и Европска унија. Денеска искористив мојата граѓанска можност да гласам на председателските избори, за да дадеме можност Македонија да оди напред. Годината кога 2019 ние очекуваме да добиеме датум за отворање за преговори, за отварање на преговорите за пристап во Европската унија и да бидеме 30 членка на НАТО, се надеваме дека ќе докажеме конечно дека сме спремни да организираме фер демократски избори и да докажеме дека припаѓаме во Европската унија кај што сакаме да бидеме. Денеска, како што беше и пред 2 недели, го користивме нашето демократско и граѓанско право да гласаме за председателските избори. Според моје мислење, овие се најважните председателски избори до сега од независноста на државата пред 28 години, па до ден денеска. Јас сум убеден дека граѓаните го знаат точно што значи овие председателски избори, го препознават значањето на овие избори и ќе излезат масовно, ќе гласат до 19 часот. И јас сум убеден дека цензусот од 40% ќе се постигне. Во првиот круг имавме 42% цензус, иако не беше потребен во првиот круг, сега во вториот круг е потребен и јас сум убеден дека граѓаните ќе излезат масовно и ќе биде повеќе од 42% и до 19 часот кога ќе се заклучат сите избори, мислам дека ќе имаме и цензус и ќе имаме председател на државата. Очекувањата се процесот да тече мирно, како што впрочем и беше во првиот круг, затоа нема причина и да не биде така. Секако на крајот на денот очекуваме да се исполни цензусот на излезноста на граѓаните во изборните места и да се избере новиот председател, со што би се обезбедило функционалноста и на оваа државна институција, при што би се овозможило нормален тек на работите по оној правец кој што веќе државата го има земено во контекстот на евроатлантските интеграции. Тоа би обезбедило функционалност и можноста да го заокружиме и тој процес. Доколку цензусот не биде исполнет, тоа е санкционирано со Уставот. Јас како председател на Собранието во соодветно време, во догledno време, пропишано веќе во соодветните закони, би требало да распишам нови избори, да се повтори цела постапка и со тоа да се заокружи овој процес. Времето денес беше претежно облачно со повремени врнежи од дожд. Дуваше умерен ветер од јужен правец. Температурите се движеа во интервал од 7 до 16 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат поројни проследени со грмежи и засилен ветер, а ќе има и услови за појава на град, особено во источните делови. Кон крајот на денот ќе започне да дува засилен северозападен ветер,
а на повисоките планини во западните делови ќе провејува снег. Температурите ќе се движат во интервал од 6 до 16 степени Целзиусови.